И еве сме повторно назад во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со оној разговор кој што Слободанка го најави. Денеска сме видно расположени, бидејќи на вистина, како и секој утро, така и ова утро ни се погодија муабетите на мене и на Слободанка ова утро. Наша и ваша гостинка е Васка Леонтич, стилист и собственик на Академија Леонтич. Академија Леонтич оваа година навршува 30 години од својата професионална дејност. Јас сум сведок на професионалната работа на Васка Леонтич и тоа е незиниот професионализам, всушност е тоа што трае на ова наша, да кажам, сцена повеќе од 30 години. Васка, добро утро. Добро ни дојдовте во Добро утро секој утро. Она што е повод за вашето гостување овде кај нас е вашиот юбилеј, 30 години работа. Пред се ке кажам дека тоа се должи на вашата професионалност, професионален пристап кон работата, пред се кон клиентите, бидејќи кај вас секој клиент е испочитуван од почеток до крај. Инаку, она што е и повод посреден е тоа што вие ке доделувате околу 57 стипендии за луѓе, машки и женски, на возраст од 18 до 60 и плюс години. Јас сакам разговорот да го започнеме со ова, значи претпоставам дека ќе биде многу интересно за нашите гледачи. Како може да аплицираат за овие стипендии и какво ќе бидат критериумите по кои што ќе се одбираат кандидатите, бидејќи знам, кажавте во разговорот претходно пред да влеземе во студио, дека има навистина огромен интерес за оваа ваша, да кажам, па племенита работа е, нели? Хуманитарна работа, бидејќи давате 57 стипендии, што воопшто не е малку. Прво поздрав до гледачите, добро утро до сите што не гледаат. Се точно што го кажавте, има голем интерес. Поводот е 30 години, сакаме на поинаков начин да го одбележиме, некако претходните години со прослави и реви, малкуцка нешто да направиме што до сега не сме направили, а до сега не сме доделиле стипендии. Направивме повеќе критериуми, морам да признам дека со тек на интервјуата одлучивме да направиме и промени во доделувањето, бидејќи секој сакаше да добие стипендија, што не е возможно. И на почеток беа две стипендии, па 4, па 10 и сега се зголемуваше бројката. Некако се чувствував, ајде малку се или не можеме доволно да ги обслужиме сите, бидејќи имаме 4 профили. И тоа не се малку, фризери, шминкери, козметичари, масери. Но што гледавме, на што да обрнеме внимание, што самите посетители кои ни доаѓа на професионалната ориентација не разбираат дека не се сите услужни дејности стручни. Значи, тоа се во стручната дејност, меѓутоа не можат да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Најмногу се фризерите и козметичарите, за разлика да речеме масерството делумно спаѓа и под спаѓа и во салонската работа, меѓутоа има и физикална терапија. Ние не можеме да ја вршиме таа обука. Да речеме, мал број може да работат во спа центри, токму од таа гледна точка дадовме стипендии на почетокот само за козметичари и за фризери, кои најмногу ќе може да бидат конкурентни на пазарот на трудот не само во Македонија, него и надвор, кој сака да заминува да работи во странство или да е за доквалификација. Многу беше тешко да се додела стипендии за шминкери, бидејќи кога велиме од 40 па нагоре, секој прво да има талент. Потоа тоа од 40 па нагоре, од 40 па години, затоа што шминката, да речеме, најмногу може за лична шминка и друго да се учи, но ако сакате професионално мора да биде кандидатот млад. Јас тука сум отворентна, транспарентна, не ја гледам само бројката или како јас би заработила пари, него тоа е реалноста. Не значи дека повозрасно лице не може да земе да учи или да се доквалификува, но за салонска работа. Тие што сака да работат на филм, на театар, на сцена, мора да биде млад прво за да може да го издржи темпото на работа, да седи до 12 до 1 сат. Тој што е фамилиарен, што има семејство, што има деца, не може да се приклучи во таа програма. Токму поради тоа ние програмите кои ги направивме ги размислувавме од секаков аспект и затоа направивме тие што ќе бидат од 50 години нагоре, што ќе доделуваме стипендии, тука даваме за фризер, козметичар и за масер, шминкер нема. Доколку сака за лична шминка, може да ги искористат попустите по 50% што ги даваме по повод 30 години постоење. Него нема стипендии за шминкери. Има стипендии само за фризер
и за козметичар за тие лица кандидати од 18 години па нагоре, меѓутоа за еднородни семејства, за самохрани родители, за социјални состојби, но тоа го поднесовме во Министерството за труд и социјала да имаме заедничка соработка, бидејќи не можам јас да бидам меродавна, не имам ни податоци, ни документација, кој стварно на кој семејство треба се доделат тие стипендии. Потоа се уклучивме и со ИСС Детско село, со директорката на ИСС Детско село, со Силвија Брајовиќ, која дојде кај нас, запознае нас со целата програма. Тие понатаму ќе се проследат кај ниво институцијата, од каде би, на кого би биле доделени, кој ќе се направи ужи круг, кои се заинтересирани кандидати да бидат вклучени во тие програми. Сега, најинтересниот момент е за тие кандидати кои сака да добијат стипендија, не спајат во оваа категорија, тие се ученици и кандидати каде што ќе се изврши и да речеме селекција и по полагање, по пат на полагање да се види нивната креативност. Значи ќе имаме и стручен испит, не бараме некое предходно познавање, можеби некој веќе работел или имал салон па направил прекин и така натаму, сака да се доквалификува, да се доусовршува, но ќе имаме квалификационен испит. Значи сега само треба се пријават по пат на апликација. Пријавањето трае се уште? Трае. Продолживме до 31 декември, бидејќи има голем интерес, меѓутоа и направивме едно 10 дена пауза со ситуацијата со девојчето Вање што беше и немавме стварно никаква атмосфера за да тоа го дискутираме и токму поради таа прекинот на таа една недела го пролонгиравме до крајот на декември со тоа што веќе и многу студиозно и од денеска ќе се објават и во јавноста точно за кои категории, кој во која категорија може да аплицира. Аплицирањето оди преку нашата страна и преку веб страната и преку пејдж страната. Има целосна апликација каде што треба да ги пополна сите податоци и ние истиот ден или утрента ги повикуваме сите на професионална ориентација. Кој не е од Скопје или не може да дојде лично видување, значи тоа може да се направи преку Viber, преку Zoom, но битно ние треба да им објасниме програмата. Многу мина кога доаѓаат на разговор не се информирани. Тие само слушнале, меѓутоа треба да знаат колку пати неделно се доаѓа, дека имаме 12-месечна програма, имаме 8-месечна и 6-месечна. Што е разликата? Таа што е 12-месечната програма, учениците идат секој ден по 8 сати присуствуваат. Значи тие работат со клиенти, се во салонска работа, кај работодавец, потоа се исто имат и теорија, испрашување, оценување, техничка работа, работат и саботи, вклучени се на терен, одат на семинари, на ревија, организираме сами такмичења, настани, што значи тоа е буквално школско учење, но не 2 семестра 8 месеци, него буквално точно 12 Цела една месеци. година, така. Цела година да се види еден процес како изгледа во еден салон да се работи, кога има активни периоди, кога има тешки ситуации, кога има кризи, кога се работи многу и кога притисок, така и кога нема работа. Так. Значи, тоа тие обуки кои се доаѓаат од 6 месеци, од 3 месеци, од 1 месец, по 3 пати во неделата, 2 пати или воеднаш во неделата, не може да ја осета таа атмосфера. Само тие ученици и кандидати кои ќе бидат во годишната програма ја имаат целосната слика како изгледа се работи во еден салон. Токму поради тоа нас ни е многу битно на професионалната ориентација на сите и ученици, и родители, кандидати кои го запишуваат своето дете да ја знаат самата програма и да не биде да се запише, па потоа не може да ја следи наставата, па тешко му е, па напорно му е и да се растори целата група. Бидејќи ние не запишуваме големи групи. Најмногу до 6 мина. Козметичарите се со двајца, затоа што сепак е поинтимен дел со облекување има. Токму тој аспект ние уште сега ги запишуваме за наредната учебна година за 24-25 година. Она што е интересно и значајно за нашите гледачи е тоа што по обуката следи вработување. Така, кај вас или во салони со кои што вие имате соработка. Се вака. Тоа е, дали е тоа гарантирано дека ќе се вработат само да го објаснам, тоа е само за 12-месечната програма. Така, значи не за сите програми. Не за сите програми. Само тие ученици кандидати кои ќе се запишат во 12-месечната програма и кои ќе ја добијат стипендијата за 12-месечна програма, тие се задолжително да работат 3 години во нашиот салон, пријавени со плата све и
тие го плаќа само оној дел што е основниот трошок за полагање на испит, архивирање на документација, залатот и приборо за прирачници документи. Сето другото им е стипендија. Но мора да се знае, тие мора 3 години да работат задолжително. Во спротивно, ако се откажат, износот што сега при овој упис ќе треба да го вратат во целост. Дека тие што се од социјалните случаеви со посебни потреби што ќе бидат преку Министерството за труд и социјала, кај нив веќе е друга ситуација. Затоа го напоменувам и затоа ги повикуваме сите на професионална ориентација да знаат каква е, затоа што тие мислат дека на секој ќе биде не мора да има критериуми. Интересен ми е моментот 60 и плюс години. Тоа значи дека може да се пријават и кандидати кои што се во така наречено трето доба, така? Па веќе старосната границата се поместува. Јас тоа веќе кога бидејќи преку Еразмус одам на многу обуки и благодарение на тие програми и едукации во странство многу ми помогна да мојата визија и мојата свест многу биде отворена и тоа кај нас бидејќи сите се срамат, ама јас имам 55 години, ја имам 60 години, дали е срамота да дојдам, дали можам. Значи веќе кај нас старосната граница е поместена. Желбата за љубов кон работата нема граница. Значи, не се годините во прашање и тие во возрастната граница, да ви кажам дека се најдобри ученици, најмногу се посветени, не се гледа дали имам талент, немам талент, туку се гледа дали имам љубов и желба кон работата. Годините не е битно, но мора тие се свесни бидејќи не можат да бидат конкурентни како младите. Така е. Бидејќи младите цело време обседнати на интернет, гледат, следат тренд, следат мода, следат што е актуелно, тие имаат обврска дом, имаат деца, имаат домаќинство, а нема тука љутење, меѓутоа не значи дека тие не можат да го постигнат нивото на работа или да го постигнат квалитетот. Ки им треба повеќе време да совладат целата таа програма. Бидејќи не ги мешаме во група младите со повозрастната популација, бидејќи на младите им е досадно, а тие што се на таа возрастна популација им треба многу повеќе време да вежбаат, да го достигнат тоа ниво. Некој ако има талент или сенс за боја, побрзо ќе оди, меѓутоа тие што немаат сенс за боја, дури некој вика, ја имам завршено факултет, џабе ви е факултетот. Битни се рацете, битно е движењето, битно е какво окото што ви гледа. Значи во нашата работа битно е мануелната работа, брзината, рутината и окото дали ќе ви гледа убаво или ќе ви гледа просечно, поготово во шминката. Тоа е уметност. Токму поради тоа јас сите ги повикувам на професионална ориентација, би сакала многу убаво да ја објаснам целата програма, да понатаму нема откажувања, па љутења, па вие вака, па вие така, бидејќи јас како предавач сум многу отворена. На некого тоа му се допаѓа, некого не му се допаѓа, меѓутоа ако на сам почеток не ги поставам работите, не ги кажам, не можеме да работиме. Токму таа не се започнува така. Да, токму таа тој момент поаѓам професионалната ориентација, објаснувањето добро при уписот, многу ми е битна да се знае програмата. И јас како ги учам, што е многу е битно да се знае, ти викате ама од потешкиот пат. Не, јас ги оставам прво да ги видам што знаат самите. Во својот тековен живот, како самите се нашминкале, како самите направиле фризури, да им ја видам раката, да им го видам стилот, да знам што не знаат. А за да не им биде досадно, не почнувам школски. Потоа, од кој ќе им го видам стилот, потоа веќе навлегувам како е целосниот процес на школското учење. Сега тоа се различни методи, меѓутоа воведуваат многу голем успех и многу побрза работа кај учениците. Кај некого тоа им се допаѓа, некого не, меѓутоа потоа сме разликуваме од другите. Убаво објаснивме се. Уште еден повик, значи ова е се стипендии за возрастна група од 18 до 60 и плюс години. Пријавувањето е продолжено, трае до 31 декември. Сите заинтересирани може да се пријават кај вас. Сега, нема да ве, знам дека времето ни е многу кратко, имаме уште буквално една минутка, ама не можеме да ве пуштиме да си одите од овде, од нашето студио, додека не ни дадете совети за тоа кои фризури и каков тип на шминка се актуелни во овој есенско-зимски период и можеби кои фризури и каква шминка ќе биде актуелна за новогодишната ноќ. Сосема накуса за крај, мислам дека и нашите гледачи и Слободанка ќе интересират. Во однос на шминката, секогаш се знае дека по повод новогодишните причеци, секогаш златната нијанса е доминантна.
И светкаво. И светкаво, така. секој што било, без разлика која година да е, тоа е доминантно, бидејќи е ноќ, бидејќи секој што носиме тешки тоалети, златната и сребрената е секој на прво место, а кармино се знае, бордото, црвената е на прво, за вечерната шминка говорам, и тие се три работи кои секојаш ќе се применуваат. Може да биде суптилна, со тенка линија од истакнати очите со туш, а да речеме во однос на тоналитетот, сепак тоа зависи од изборот на бојата на окото, бојата на тенот, но кај фризурите што е многу актуелно, шишките. Сега се актуелни шишките, меѓутоа оние шишки каде што се како перо ефект, предниот дел е пократок, а другиот е во профилот е покриен и кој ќе се собере дали е пунџа, дали е некоја собрана фризура или е само исфенирана, шишката доаѓа веќе во спод. Тоа е веќе акцентот кој е даден на предниот дел на шишката. Е сега во односот на должините секогаш постоеле и долги и кратки, па ќе кажам, зависи од квалитетот на влакното, од физиономијата. Меѓутоа многу ме радува дека во последниве години повторно веќе се актуелни фризурчињата кои се пократки, фризурчињата боб, кратки, асиметрични и симетрични, да веќе оние досадни и монотони долги фризури веќе се во залез. И фенирањата, морам да кажам, не се толку прави испеглани залепени, него се поромантичните фризури, фенирање со многу голем волумен, кој што било пред 80-тите, 90-тите години, така да не е направо извлечено залепено. Значи се враќа некако модата, се враќа, така? Па и гардеробата е тоа, со и подпунките се враќаат на истакнати раменици, што да речеме порано не беше така. Така да веќе како што се враќа и стилот на тоалетата, така мора да биде да има компактност и со самата глава, дека не може да биде мало главче, а подигнати раменици. Точно 9 часот, како што ни кажа. Ја се уште би слушала, не е проблем никаков што се однесува до мене. Јас тука ги завршувам моите прашања, иако имам уште многу, ама ова Слободанка ќе биде повод сега ние да отидеме на гости кај Васка и да снимиме можеби една новогодишна фризура и шминка како тоа би изгледала. Слободно. Имаш... Може да се пријавам како кандидат? Може. Очекуваме како модели. Гледачите ќе имаат можност, доколку да и разговаравме околу таа тематика, да еве пред не знаат како изгледаме и кога ќе излеземе од вашиот салон потоа. Ве очекуваме слободно. Јас да ви кажам со нетрпение тоа го очекувам и едва чекам да се случи некоја промена и кај мене. Досадна сум се веќе и самата на себе, а не па на гледачите. Промени. Добро, како да, секој си сака промена, нели? Така. Промената е секогаш добредојдена. Ви благодарам многу, ве слушав со внимание, само морам уште едно прашање. Вие кажавте сте многу директна со сите кои имаат желба да бидат шминкери, фризери и така натаму. Дали сте толку искрена и директна да им кажете на некој навистина немате талент за оваа работа? Па и бев Има искрена. и такви случаи, затоа што знам Меѓутоа дека се наљутија. Многу млади сакаат да бидат во последно време шминкери и фризери. Тоа го кажуваме, меѓутоа не со цел да се откажат и да немаат желба понатаму да учат, но да променат во тоа да не го копират својот колега, да не го копират својот ученик, да имаат свој личен печат и дух. Значи не мора да работам јака шминка ако не ми лежи шминкањето во азиски стил, да речеме можам да шминкам нешто што мене ми лежи и да го негувам тоа што ја го поседувам. Да работат на себе, на тоа што го поседуваат. Најлошо е кога го копират својот соученик или го копират својот колега, а при тоа не му лежи тој стил. Да, прашањето ми е затоа што во последно време многу има желби кај младите да бидат шминкери, фризери, ги гледаме на секој чоуше за убави на салони и така натаму, меѓутоа не може баш секој да го има талентот како што го имате вие и останатите ученици кои што сигурно сте го забележали. Знаете што талентот е една работа кој мал процент, но и верувајте ми, дали е 5% или 10% максимум, ама сето друго е трудолюбивоста, упорноста и работата. И вежбање, многу бара вежбање. Доколку ако се направи прекин, ништо од тоа. Нема ништо од сето тоа. Многу ви благодарам, се гледаме во вашиот салон со Ирина заедно, под рака и на промена.